Историјата на самата куќа и на фамилијата која поседувала куќата е разновидна, богата како и охридската или македонската историја, општо земено. Во овој дел каде се наоѓаме е таа спомен поставка, каде се наоѓаат автентични нивни предмети. Дел од нив се откупени, но најголем дел се подарени од страна на потомците. Се работи за фотографии, покуќнина, мебел, слики кои припаѓале на оваа позната охридска фамилија. Робевци не биле значајна фамилија само по тоа што биле богати или меѓу најбогатите во Македонија. Голем број нивните членови биле живо вклучени во тие процеси на национална преродба на македонскиот народ во 19. век. Инаку членовите на оваа фамилија, голем дел од нив, не биле само трговци, тие биле и интелектуалци. Меѓу првите во Македонија со универзитетски дипломи. Самиот Константин, кој го спомнав, бил доктор на медицина, докторирал во Виена во 1842 година. Неговиот брат Ефтим докторирал во Лајпциг, исто така медицина. Не е ни случајно дека Лајпциг и Виена биле местата каде што го завршиле нивното високо образование, бидејќи спомнав, тоа биле и нивни трговски одредишта. Со две засебни крила, всушност тоа се две куќи вклопени во еден објект. Десното крило припаѓало на Анастас, левото на неговиот брат Ангеле, но таа куќа настрадала во пожар во 1861 година. Обновата траела 2 години, завршила во 1863 година. Во овој период Ангеле е веќе покоен, така што за обновата се погрижил неговиот најстар син Константин, заедно со неговиот чичко, стрико Анастас. Повторно истиот концепт на двојна братска куќа е задржан и во оваа куќа во која што денес се наоѓаме, со тоа што првата била приземје и 2 ката, а ова е приземје и 3 ката, значи додаден уште еден дополнителен кат, репрезентативен кат, така наречен ширван, како еден заеднички простор, ќе видите се влегува од двете страни, од двете крила на куќата. Повторно и при ова обнова десното крило припаѓало на Анастас, а левото на синот на Ангеле, Константин. На првиот кат е етнолошкото деление, изложени се најразлични предмети, делови на облека, покуќнина и други предмети од градот Охрид и околните села од 19. век и почетокот на 20. век. На вториот кат во двете крила е археолошката поставка. Таму се изложени предмети со најразлична хронолошка вредност од најстарите, од да речеме 7. милениум пред новата ера, тоа е младото камено време или неолитот, се до доцниот среден век. Најинтересна е така наречената златна соба, во која што се изложени главно златни предмети и позлатени предмети, најдени во Охрид и Охридскиот регион, и се наоѓа гробот со златната маска, петтата златна маска од засега најдена во Охридскиот крај, откриена во 2002 година на локалитетот Горна Порта во Охрид. Слободно може да се пофалиме дека Охридскиот музеј е музеј на оригинали, нема ниту една изложена реплика.